Владата синоќ ја донесе долго неуваната одлука за зголемување на минималната плата од досегашните 9600 на 12000 денари. Според пресметките, околу 70.000 работници веќе од септември ќе го подобрат животниот стандард, бидејќи месечните примања од сега ќе им бидат поголеми за 2400 денари. Конкретно за работникот ќе значи поголем стимул за работа, бидејќи навистина 10.080, колку што е сегашната минимална плата веќе втора година, значи 16-17 година, е мала во однос на трошоците на живот. Не значи дека со ова ќе го решиме проблемот на стандардот на луѓето, меѓутоа е хуман пат, бидејќи знаеме дека работодавачите ќе најдат форми овие да ги субституираат, да ги искомпензираат овие покачување на платите, дел преку зголемување на работно време, дел преку покачување на нормите за работа. Според Гласно, изедначувањето и покачувањето на минималната плата е конечно рамноправност на работниците во текстилството и кожарството. За 60% од работниците во текстилната и кожарската индустрија представува изравнување на платите со останатиот сектор од стопанството во Република Македонија. Тоа значи дека нема да бидат повторно уставно дискриминирани како што беше досега праксата. Со покачувањето на минималната плата се укинува, треба да биде укинат и нормираниот учинок. Се надевам дека е тоа веќе создадени се условите за да можат сите работници да имаат стартна плата од 12.000 денари. Оваа одлука на владата на СДСМ се најавуваше уште пред парламентарните избори лани и партиските аналитичари уште тогаш тврдеа дека со неа пред се за работниците во текстилството и чевларството ќе направат многу. Но дали новиот минималец навистина ќе им го промени животот на работниците? Колкава е и што е работничката плата, граѓаните знаат подобро од политичарите. Имено, над 80% од работниците и сега земаат плата поголема од 12.000 денари. Разликата е во тоа што наместо на рака, сега парите ќе одат преку сметка, од што полза ќе има само државата. Освен што нема да има повеќе пари, оваа одлука веројатно ќе им донесе проблеми и на работниците и на газдите. Имено, драстично ќе се намали разликата во примања помеѓу квалитетните и совесни работници со останатите, што ќе доведе до незадоволство, па газдите веќе имаат задача да градат нов систем на наградување без при тоа да изгубат и нови пари.